Значи тука имаме нашите колеги и колешки ќе ни покажат зборови, а ние ќе се договориме за кој збор што ќе правиме кога ќе го слушнеме. А што е поинтересно, нема да го слушнеме, туку треба да предпоставиме кога треба да дојде на ред. И треба да го прочитаме, односно да избереме кој од овие зборови во конкретниот момент ќе дојде на ред во песничката. А бидејќи Видое Подгорец толку вешто е употребувал римата и ми ја подарил на дечињата во неговите песнички, тоа ќе ни биде лесно да си го направиме. Ќе ги замолам сега моите помошници да ни ги покажат зборовите, односно да може публиката да ги види зборовите. И сега можеме вака да се договориме. Ова на час би можели дечињата да си избираат што би правеле, меѓутоа јас сега ќе се обидам да скратам за сите нас и побрзо да биде и ќе ве замолам прво сите горе. Дали може вака сите горе да станеме? Се извинувам сега што ве мачам, ама учители, учителки, ние сме така раздвижени. Ви благодарам. За зборот го имаме зборот мака. Еве можеме да правиме, значи кога ќе мислите дека зборот мака доаѓа на ред во песничката што ја читам, ќе извикнете гласно, значи ќе го извикнете зборот гласно и со скрстени раце ќе покажеме како ни е мака. Така. За зборот љубов имаме уште поинтересна задача, затоа што треба да нацртаме срце во воздухот. Ајде една проба. Љубов. Така. За зборот тага, ајде да видам како сме тажни. За зборот шега, рацете на половина и тра-ла-ла. И за зборот твоја покажуваме напред. А за зборот роса, двете раце одгоре надолу. И тоа е тоа. Да си повториме. Мака, љубов, тага, шега, тра-ла-ла, твоја, роса. Сега тука се моите партнери, да видиме на кој збор кога ќе му дојде местото. Може вака малку јас во средината, за да не сметам, за да можеме да читаме. Ја игравме со дечињата од второ оделение, многу им беше интересна. Не им беше интересно само играта, туку им беше и предизвик кој да го земе листот и да ја чита песничката. И кога земаа да ме емитираат мене, сваќаа дека им треба повеќе вежба во читањето за да бидат интересни додека читаат. И се договоривме, ајде ќе играме вакви игри, само вежбајте добро читање за да бидеме интересни на оне што ќе игра вакви или слични игри. А сега внимавајме. Се работи за песничката Убави зборови од почитуваниот Видое Подгорец. Внимавајте убаво. Ајде да измислуваме убави зборови. Еве вака. Да биде радост наместо мака. Се што е насилно, свирепо, грубо, нека го носи името Љубов. Љубов. Вистина ставаме наместо лага. Смеа и веселба наместо тага. Болката нека е ведрина сега и сите војни да станат шега. Тра-ла-ла. Црното нека си остане боја, но да не тежи во душата твоја. Солзите мака в срце што носат, нека се претворат во капки роса. И сега уште еднаш ке ве замолам побрзо. Ајде да измислуваме убави стихови. Еве вака. Да биде радост наместо мака. Погласно. Мака. Се што е насилно, свирепо, грубо, нека го носи името љубов. Ведрина ставаме наместо длага, смеа и веселба наместо тага. Болката нека е ведрина сега и сите војни да станат
тралала не слушам. Црното нека си остане боја, но да не тежи во душата твоја. Солзите макав, срце што носат, нека се претворат во капки роса. Еден аплауз за сите нас. Се надевам дека во идниот период, значи ќе имаме прилика да направиме многу интересни игри во нашите училници, поврзани со делата, со песничките, со расказите на нашиот почитуван писател и тоа да го споделуваме на страницата и да го почитуваме нашиот автор. Ви благодарам. Од оваа годинештото 17-то издание на Средби под јаворите, Видое Подгорец, станува збор за советувањето за професионален развој на воспитно-образовниот кадар во предучилишното и основното образование на тема употребната вредност на литературата за деца во списанијата Росица, Другарче, Развигор и Наш свет во воспитно-образовниот процес. Збори има госпоѓата Снежана Мирасчиева или професор доктор Снежана Мирасчиева, која ни доаѓа од Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Таа ќе ни зборува на тема списанијата за деца, медиум во воспитно-образовниот процес. Повелете. Иако со повеќето се знаеме, но сепак морам да го искажам чувството да се биде дел од еден ваков настан, кој што трае повеќе од една деценија, речиси две, а оние за кои е наменет благото што го оставил Видое Подгорец, очигледно дека не чекаат таму во установите. Но како да го доближиме перото на Подгорец, ако не преку списанијата, покрај учебниците и покрај списанијата, не заради постигнување на целите, заради она што го работиме, туку за да ги мотивираме, за жал, тоа отсуствува денес, во понатамошниот живот, односно во нивниот раст и развој. Уште на почетокот, посакувам на организаторите и на сите учесници, а следната година да биде во поголем број и одотворен, помасовна, со цел да слушнат и другите кои што денес немаат прилика и не се со нас. Интересен предизвик е да се говори за списанијата за деца, но не од книжевен аспект, бидејќи за нив ќе зборуваат и писателите, и поетите, и литературните критичари, туку од аспект на наставник, од аспект не на наставник директен учесник реализатор, туку наставник кој што ќе ја гледа целокупната компонента на списанијата, како што ја гледа целокупната личност на детето во целост. Зошто го истакнувам ова? Тоа е во контекст на она што како наслов го приложив за ова советување, а тоа е списанијата за деца како медиум во воспитно-образовниот процес. Зошто токму овој наслов? Моето понатамошно излагање се базира токму на насловот, на дел по дел. Зошто токму списанијата за деца? Причините ни се добро познати и ги групирав во неколку групи. Една од нив е дека литературните списанија за деца имаат значајно место и улога во организираното и институционализирано воспитание и образование, почнувајќи од детските градинки преку училиштата, не заборавајќи ги и семејствата како институција. Зошто значајно место и улога имаат? Затоа што, не навлегувајќи во минатото и на нашите искуства како деца, конкретно на моето искуство како дете, каде што попладневните часови во домот беа резервирани за дружба со списание и дневен печат, може би некој ќе каже, па да, во такво време и живеевме, но токму тие списанија печатени и дневен печат нам ни даваа можност да коментираме, да комуницираме меѓу сите членови во семејството. Денес техниката и технологијата направи секој да комуницира со сопствениот медиум во иста просторија, но меѓу себе не. Лице в лице. Втората причина зошто се определив за списанијата за деца како медиум, за жал, ќе се сложите со мене, иако некој може би потевко, некој погласно, дека нас не обкружуваат деца кои имаат слаба читачка способност.
За жал. Ниско ниво на функционална писменост. Тоа што ќе го прочитат не го разбираат, или тоа што ќе го слушнат не го разбираат, па ќе треба во неколку наврети да им се чита. Ова не е проблем само на децата во градинките, децата во училиштата, децата основно или средно, ова е проблем и со студентите на факултетите. Им треба подолго време да прочитат одреден текст, секој час на исклучоците нормално, за да може да го разберат, ако поставиме задача со една реченица да го доловат, да ја доловат содржината, повторно проблем. Опасност од лош вкус и слаб квалитет во образованието. Постојано комуницираме околу ова со сите ние кои што сме директни или индиректни учесници, зошто ни е намален квалитетот во образованието, причините ги наоѓаме секаде околу нас, понекогаш не и во нас. Но првата причина за оваа последица слаб квалитет во образованието ја бараме во семејството. И па списанието може да биде дел, односно медиум и во семејството како институција. На крајот забележав една причина, ја наведов како причина, зошто да се определив за списанијата за деца како медиум, бидејќи неопходноста од ум, знаење, мудрост и убавина е толку голема колку што е неопходна храната за раст и развој на децата. Какви деца ќе формираме, таква иднина ќе живееме. Водејќи од таа мисла и од тоа сознание, како причина го наведов токму ова. Има уште причини. Списанијата за деца во воспитно-образовниот процес ги следат содржините во програмите, вака како што се концепирани и вака како што ги имаат распределено содржините тематски. Анализирајќи ги списанијата за деца во последните неколку години, како и постојните наставни програми во училиштата, за тоа вие сигурно ќе дадете потврден одговор, со внимание, забележав дека секој наставен предмет, речиси секој, да бидам поблага, наоѓа лесно содржини во секое списание, без разлика дали станува збор во моментот на издавачката кој ќе за овие списанија мислам, без разлика дали станува збор за Другарче, Росица, Наш свет и така натаму. И уште една причина зашто се определив, според мене, во секоја програма, особено во основните програми, наставните програми за основно училиште, на крајот во делот, каде што стои дидактички препораки, во извори стои исписанија за деца. Но ова не го кажувам како декларативност на програмите или уште еден елемент за богатење на дневните подготовки за работа, туку како нужност и оправданост зошто треба да се користат списанијата за деца во на секојдневната работа со децата. Јас како пример наведов тука на слайдот некој, се надевам дека се читаат, на пример драмски текстови, драматизација, играње на улоги. Потоа има едно програмско подрачје, или ако сакате наставна тема по ликовно воспитание, печатење ми се чини дека беше. Во тој дел исто имате можност да користите готови материјали од списанието. Се препорачува, ви кажав, и како ресурси во програмите за работа во основното училиште. Немам намера да советувам што е медиум, но имам намера кратко да се подсетиме, придржувајќи се на принципот на кој што кажав на почетокот, дел по дел од насловот, медиумот како средство, како посредник меѓу нас и учениците, и затоа треба да биде интересен, затоа треба да биде употребуван на различен начин, со цел да го задржиме вниманието, да ги постигнеме целите, реализираме активностите и задачите, а тука доаѓа до израз нашата учителска креативност.
Наведени се повеќе медиуми, ние во конкретниот случај говориме за печатен медиум, кој е богат со илустрации и текстови, и не заборавајте дека илустрациите се исто така значајниот елемент во печатениот медиум, затоа што сликата говори некогаш повеќе од напишаниот текст. За тоа какви все функции има и зошто можете да ги користите, знаете и вие, но не само за информираност и нови сознанија, туку и како забава. Па дури ако треба и часот, нека биде половина час да помине во забава, повеќе резултати ќе постигнеме отколку ако биде во строга тишина и работна или неработна атмосфера. Зошто го говорам ова? Затоа што воспитанието и образованието е процес кој почнува од семејството, продолжува и трае цел живот. А што ме процес, тоа значи дека нешто се движи, ја менува состојбата и очекуваме да дојдеме до променета состојба. Ако така го доживуваме воспитно-образовниот процес, во тој процес директните учесници, актери или реализатори, тоа се децата и ние, очекуваме одредени промени не само кај нив, туку и кај нас. Ова Пољак најдобро го истакнува и затоа го и цитирам како автор, дека целокупното движење во воспитно-образовниот процес, од кој што ние го планираме, организираме и реализираме, е фокусирано на реализирање на одредени активности, насочени кон одредена цел, која е поставена како крајната точка која треба да ја постигнеме, односно достигнеме. На следниот слайд се обидов да ви дадам, да ви посочам еден пример, практично реализиран во училиште, за тоа како е употребено списанието. Не значи дека овој пример е најдобар, но може би ќе поттикне нови размислувања кај вас како вие можете да го користите. Во конкретниот случај станува збор за списанието Другарче. Тоа е еден текст Малата Елка. Оваа подготовка не е во цело, само тоа да кажам, дека се извадени овие елементи, туку се зададени само клучните кои што се однесуваат на користењето на списанијата за деца како медиум. Станува збор за второ оделение, настава по македонски јазик и користење на текстот Малата Елка од списанието Другарче. Не ги читам текот на активностите, бидејќи водењето на разговори, поставувањето на прашања, активностите на учениците се биле реализирани, се покажало како доста успешно. Тоа не значи дека учебниците имаат недостиг од овој текст, меѓутоа со цел да биде креативен и иновативен во работата, наставникот и да ја поттикне желбата кон читање, развие способноста, наставникот веќе во второ оделение работи малку поинаку, користејќи ги списанијата за деца, во конкретниот случај Другарче. Интересно е тоа што во делот во кој што говори за евалуативните активности, повторно продолжува со списанието, користејќи ги илустрациите во самото списание за кој што претходно говорев. Тоа значи дека списанието треба да го гледаме во целост и кога ќе бараме одреден елемент и врска со содржината што ја работиме, не се повикувајте исклучиво на текстовите, туку гледајте ги илустрациите во сите рубрики кои што се застапени. И вториот пример е користење, исто настава по македонски јазик, користење на списанието обработка на текст Снежно Оро и користење на списанието Развигор, ми се чини дека беше, да, односно Другарче, се извинувам, во преку обработката на текстот Заврна снег и повторно е користена содржина од списанието. Може би вашите примери со кои што вие располагате и вашите подготовки се подобри од посочените. Во кој дел од воспитно-образовниот процес, во кој дел од часот ќе користите, ќе зависи од креативноста ваша, ќе зависи од интересот на учениците, ќе зависи од целите што треба да се постигнат, меѓутоа во секој случај носи свежина во целокупниот процес.
На крај, издвојувам неколку клучни елементи кои што се однесуваат на списанијата за деца, кои што ги овде посочувам. Прво, дека го богатат говорот, речникот, вокабуларот, низ играта, низ вежбањето на говорното изразување, кој исто така една од слабите страни, што придонесува за помал квалитет во образованието. Ги буди естетските чувства и доживување со цел да го намалиме тој, во наводници, како што кажав, лош вкус. Понатаму го потикнува и критичкото мислење со оглед на тоа што имаме безброј активности во делот на илустрациите, особено во изразувањето и творењето, каде што по серија слики размислуваме и донесуваме поука заедно со учениците. Придонесува за развој на емоционална интелигенција, за жал, и ова е еден актуелен проблем кај учениците. Емоционалната интелигенција можеби многу не се обрнува внимание во училиштето, меѓутоа проблемите потоа се појавуваат и продолжуваат во текот на целиот живот на личноста. Литературните списанија за деца, Росица, Другарче, Развигор и Наш свет, во исто време обезбедуваат и интерактивно со понудените активности и исполнуваат уште едно барање. Тоа е активно учење, активна настава, индивидуализација и диференцијација во воспитно-образовниот процес. Задоволувајќи го барањето, како едно од основните императиви во воспитно-образовниот процес, значи треба да заземат можеби поголемо место во нашата работа. И на крај, да не заборавиме дека децата се цвеќето, а ние сме градинарите кои го негуваат тоа цвеќе. Каков живот ќе живееме утре ќе зависи од тоа колку сме ги негувале. Ви благодарам. И благодариме на професор доктор Снежана Мирасчиева. А ние одеме понатаму со советувањето. Не знам дали се согласувате со мене, драги пријатели, но чинам, барем јас така паметам од моје време кога јас бев дете, па и моите другарчиња, па се до денешни дни, чинам дека и денешните генерации деца, предмет кој најмалку го љубат е математиката. Дали е тоа така, не знам. Само предпоставувам и што може да се стори да не биде така, ако е така. На тема математиката низ писанијата за деца ќе ни зборува професор доктор Снежана Јованова Митковска. Да ја поздравиме. Да присуствувам на оваа манифестација во чест на вашиот сограѓанин, познатиот, најплодниот македонски писател, познат европски писател, Видое Подгорец. Дозволете ми од моје лично име и од името на колегите од Факултетот за образовни науки да и искажам благодарност на организаторите на оваа средба под јаворите и онака како што истакна мојата колешка, да им посакам уште многу вакви манифестации секоја година, помасовни, побројни, со бројни и разновидни активности. Видое Подгорец, познатиот македонски, европски писател, како што спомена претходните говорници, и самиот бил учител. Еден од првите повоени македонски учители, кој што своето образование го започна на учителската школа во Штип. Професија, се определила за професија која со задоволство ја исполнувал. Токму од тие причини и своето излагање ќе го започнам со една позната мисла на Майкл Фулан, кој вели: високо квалификуваниот учител е секогаш подготвен да учи, да се соочува со динамичната комплексност, што е и клучот за создавање на граѓани кои може да управуваат со нивните животи, секогаш подготвен да се поврзе со другите околу него, во постојано менување на светот. Ние нема да имаме општество без професијата учител, професија која подразбира учители кои почуваат и кои учат. Навистина, овде сте, предпоставувам, наставни, учители, ке речам воспитувачи и наставници, меѓутоа за сите нас ќе го употребам зборот учители, кои поучуваат и кои учат. Навистина, учителската професија е една од најубавите,
најблагородните професии, меѓутоа истовремено ќе се согласите, верувам со мене, дека тоа е професија која бара огромно влагање, огромна посветеност и огромни одрекувања. Посветеност на најмилото, на иднината на нашето општество, а одрекување од собствените, би рекла некојогаш убави нешта, одрекување од слободното време, меѓутоа се во интерес на идните наши генерации кои ќе го градат ова општество. За да се биде учител, се разбира дека треба да се поседуваат огромен број на компетенции. Меѓутоа, она кое што е најзначајното е да се поседува општо образование, понатаму соодветна општа култура, која што онака гледано ќе се согласите дека многу малку имаме некои помакнувања во таа општа култура која што ја поседуваме воопшто како граѓани на општество. Понатаму солидни знаења од наставниот предмет, наставните предмети за кои што поучува, општи специфични компетенции кои што ги стекнува во текот на иницијалното образование, во текот на постдипломските студии, понатаму како резултат на учество на одредени семинари, конференции, советувања меѓу кои и ова денес, и најразлични други форми преку кои што се надоградува, односно придонесува за сопствениот професионален развој. Овде ќе ги споменам посебно и методолошките компетенции, затоа што на современиот наставник, за да биде успешен наставник, му е потребно истражување, креирање, творење, а сето тоа ќе може да го направи ако ги користи овие методолошки компетенции. Она кое што значи да се биде се извинувам. Наставникот за да може да предава во основно училиште, односно да поучува во основните училишта, односно да работи во детските установи, се разбира дека треба да има солидни знаења од наставниот предмет, односно од струката. Треба да владее, се разбира, да поседува знаења од различни наставни предмети. Понатаму треба да владее со одредени методи, стратегии, техники на поучување и техники на учење, меѓутоа и да знае да користи разновидни ресурси на знаење. Токму за ресурсите на учење, ресурсите на знаења, говореше и мојата колешка, која спомена дека како важен ресурс се исписанијата за деца и млади. Во основните училишта, во средните училишта и во високото образование, ако ги запрашаме младите генерации, ќе воочите дека најтежок од предметите покрај име предметот природни науки, меѓутоа сепак како најтежок, како еден од ладните предмети е предметот математика. И ќе слушнете неразлични размислувања дека тоа е баук, дека е многу тешко, дека поседуваме страф од него, дека не може да се научи. Меѓутоа, верувам дека вие како наставници кои што поседувате солидни на знаења од предметот математика, од научната дисциплина математика, си го поставувате прашањето како ученикот да се мотивира, како да се потикне редозналоста, љубопитноста, како да се потикне интересот, како да се иницира онај сознаен конфликт кај самиот ученик, за да може да ја засака математиката, да стекне знаење за неа. Односно, ќе си го постави прашањето како ние како учители, со што можеме да придонесеме да го надминеме овој негативен став, да го надминеме тој страв од математиката. Предметот на математиката, ќе истакне Паскал, е толку сериозен дека да не треба да се пропушти ниту една прилика тој да се направи забавен. А како ќе го направиме забавен, интересен, како ќе придонесеме да го засакаат младите генерации, користејќи различни наставни медиуми. Овде сме како еден од организаторите на оваа манифестација е издавачката куќа Просветно дело, која ни нуди мощни, интересни списанија за деца и млади, Росица, Другарче, Наш свет и Развигор. Клучно е прашањето во тој случај, како овие интересни, забавни, наставни медиуми да ги искористиме како помагала и дали можеме да ги искористиме како помагала, како додаток плюс, за да воспитно-образовната работа во ова подрачје математика, односно настава по математика, ни биде што позабавна, ни биде што поинтересна за децата, односно за учениците. Се разбира, верувам, дека повеќето од вас
имате контакт со овие списанија, ги користите во воспитно-образовната работа, односно во наставата, и верувам дека одговорот на сите би бил да. Сега, за да можеме да видиме како можеме да ги искористиме овие списанија за деца и млади, односно да ги искористиме содржините кои што ни ги нудат овие списанија, најнапред треба да се подсетиме на тоа како развиваме поими, односно како се формираат поимите, како тече еден процес на формирање на поимот. Верувам дека сите ја знаеме општата постапка на развој на поимот, првин перцепција, понатаму мисловна представа и на крајот формирање, односно развивање на поимот и користење на некоја символичка ознака за поимот. Развојот на поимот според имаме различни автори. Овде ви наведов на слайдот, ќе видите една онака ознака ИГСЗ од страна на Либек, кој вели дека битно не е искуството, кој го добиваме од физичките предмети, понатаму говорниот јазик со кој што го опишуваме тоа искуство, сликите, нашите ментални представи со кои го прикажуваме тоа искуство и писмените знаци кои го генерализираат тоа искуство. Преточено на полето на математиката, кога станува збор за развојот на математичките поими, Дејч ќе истакне дека последната етапа представува именување и символичко запишување на поимот, ознака, односно математички израз или код, односно некој нов математички поим кој што за децата е непознат. Што се можеме да искористиме од списанијата за деца и што за деца и младинци, што всушност ни нудат тие? Ни нудат можност да го побудиме интересот, љубопитноста и мотивираноста за откривање и усвојување на математичките поими. Содржините кои што ни ги нудат преку својата тематско-мотивацијска структура овозможуваат визуализација на математичките поими. Имено, сведоци сте на тоа, дека и на час, меѓутоа првиот контакт, верувам дека децата со списанијата Росица, Росица плюс, Развигор, другарче, го имаат во вашите домови, сите ние сме родители и најчесто им читаме на децата. Располагаат со богата илустрација, забележуваме дека низ нив се провејуваат одредени математички ознаки, одредени математички символи, кои што го привлекуваат детското внимание. Сето тоа има возможува да воочат, да развијат, да формираат математички поими во еден реален животен контекст. Затоа што учењето се одвива во една природна, спонтана, ненаметлива средина, која пак ќе ни овозможи стекнување на јасни ментални представи. Читајќи им на децата, дали во домот, дали во училиштето, има овозможуваме, иако некојаш не ги разбираат значењата на математичките поими, сепак брзо да ги усвојат називите на апстрактните математички поими. Ке кажат некој од вас, моето дете ги знае математичките поими, знае да брои 1, 2, 3, 4, уште од мал, знае кој број како се вика. Меѓутоа, ако го прашате за значењето на тој збор, за тоа што тој означува, каква количинска определба означува, не верувам дека ќе се случи. Меѓутоа, тоа можеме да го постигнеме понатаму во рано училишната, односно во основна школската возраст, се разбира користејќи ги списанијата за деца. Списанијата за деца ни нудат можност да добиеме две нивоа на сознавање. Првин, ни нудат можност да ги запознаеме особините на предметите и појавите кои што се наоѓаат во нашето опкружување, да ги запознаеме различните односи и релации кои што постојат помеѓу различните предмети, односно да ги осознаеме нивните квантитативни обележја. Па во рамките на одредена страница од списанието, без разлика на кое списание ќе се работи, да изброиме, да видиме кој е помало, поголемо, во каква идалации се наоѓаат, односно да ги констатираме нивните квантитативни обележја. Другото ниво на знаење се разбира е символиката, односно користењето на говорниот исказ, кој што е искажен со конкретен математички јазик. Развојот на говорот всушност ни овозможува подобро сваќање и разбирање и на математичките поими. Списанијата за деца ја нудат можност за преточување на надворешниот говор по формирањето на представите, интернализација на самиот говор, односно преточување во така наречен внатрешен говор, кој што пак ќе представува основа за јазично искажување, односно користење на математичка терминологија.
Во списанијата за деца се поместени различни текстови. Имаме и проза, имаме и поезија. Поезијата ги носи сите ознаки кои што ги има детството. Носи ознаки на игра, на убавина, на слобода, на животна радост. Често пати во одредени списанија за деца, сепак и ги во поранешните изданија, па и во сегашните, ќе забележиме одредени прозни текстови, како бројалки, вразозборки, гатанки и слично, кои што не само што придонесуваат за вежбање на говорот, меѓутоа истовремено и нудат можност кај детето да се развијат одредени математички поими. Кои математички поими би можеле да се развијат? Да ја усвојат бројната низа, правилниот редослед на броевите, така ли? Да и го сватат броењето нанапред и броењето наназад како основа за формирање на поимот за број. Она која што заслужува посебно внимание во изданијата на просветно дело и во Росица и во Другарче е постоењето на математичките приказни. Чековорејќи во светот на приказните, пронајдете го волшебниот свет на математиката. Нивното внесување во воспитно-образовната, односно во наставната работа, придонесува за нејзино иновирање, овозможуваат да наставниот процес ни биде навистина интересен, навистина динамичен, ја интензивираат, ја потикнуваат интелектуалната љубопитност, ги активираат логичко-мисловните операции кај човекот, за да може да ги усвои, понатаму стимулираат и им овозможуваат на учениците самостојно да размислуваат, да проценуваат, да споредуваат, да заклучуваат, овозможуваат да се вршат процеси на споредување, на класификација, серијација, инклузија на класи и слично, меѓутоа истовремено и влијаат на формирањето и развојот на работните, интелектуалните, културните, моралните, естетските и еколошките навики. За да можеме да ги користиме во наставата, математичките приказни се разбира дека треба да бидат добро дидактичко-методички осмислени, напишани на разбирлив математички јазик. Имаат посебна дидактичко-методичка вредност, информираат, овозможуваат осознавање, насочуваат кон активност, односно кон само едукација, посебно значена и она која што ние нагласуваат конструктивистичките и когнитивистичките теории, и овозможуваат стекнување на етички и на естетски вредности. Имаме различни математички приказни по вид, долги математички приказни, приказни кои што произлегуваат од реалниот живот, меѓутоа приказни во кои што имаме проткајана и одредена фантазија, а веруваме дека сите сакаме да живееме во фантастичниот свет. Меѓутоа, овие долги математички приказни вклучуваат и конкретни математички прашања. Одговорите за нив се внатре во самата приказна или ги потикнуваме самите ученици самостојно да дојдат до одговор на овие приказни. Овде би ги вклучиле и детските приказни врз основа на слики. Знаеме дека најдобро можат да работат по слики, редоследно и во нив да вклучиме конкретни математички поими, приказни низ тестови и приказни врз основа на математичка содржина со вклучени одредени текстуални задачи. Можеме и содржините кои што ќе ги најдеме во списанијата за деца да ни бидат потик, самостојно ако, например, читаме, Приска колешката прочита некоја песна која што се однесуваше на тагата, на љубовта, така на радоста, на капката, на солзата и слично. Сето тоа можеме да го искористиме и да создадеме своевидна математичка приказна која што ќе ја искористиме понатаму за развивање и формирање на одредени математички концепти, односно ќе ги потикнеме децата самостојно да истражуваат и да творат креативни математички приказни. Во списанијата за деца, покрај тоа што се дадени овие и низ прозните и низ прозата и низ поезијата, имаме и дел кој што се нарекува забавна математика. Верувам дека овие делови од детските списанија ги користите при реализацијата на одредени активности. Се разбира, сообразени со целта која што ја имате. Никогаш не дозволувајте
истите да ви бидат цел, туку напротив, средство за постигнување на целта. Кога можеме да ги примениме? Она кој што го напомена професорката, и како можеме да ги примениме сите овие сознанија, а за да развиваме, односно да формираме математички поим? Одговорот е секогаш. Кога за тоа ќе бидеме подготвени, организирани, можеме да ги искористиме и во воведните, во главниот дел на часот, условно кажано, односно во завршниот дел. Имплементацијата нивна секојаш треба да ни биде во согласност со поставените цели и очекуваните исходи. Примената на истите е условена и од тоа какви методски пристапи, односно какви стратегии ќе користиме. Верувам дека списанијата за деца ќе ни бидат корисна алатка за развој и формирање на математички пои. И на крајот би завршила. Да им овозможиме на децата и учениците, ние како наставници, како родители, што е можно поголема достапност до овие печатени медиуми, кои ќе не водат постапно во светот на математиката и ќе водат кон таква математика без солзи, односно ќе не ја направат математиката еден забавен, интересен предмет кој навистина ќе сакаме да ќе го засакаме и ќе сакаме со задоволство да го слушаме и да се поучуваме и учиме за него во основното образование. Ви благодарам. Почитувани колеги, сега сме во овој амбиент доминантно колеги од предучилишна, оделенска, предметна настава и мене навистина ми е особено драго што меѓу вас пресретнувам и мои студенти, но и оние кои што во оваа пригода ги воспоставувам како комуникација и во кои препознавам посветеници на професијата. Почитуваните колешки кои што претходно говореа укажаа на повеќе аспекти, со некои можеби ќе се испреплетуваме, но јас ќе се обидам на еден поредуциран начин да го заокружам овој, би рекол, дискурс и перцепции на моќта на списанијата за деца во една интердисциплинарна примена. Зошто го одбравме ова прашање заедно со соорганизаторите, со оглед на тоа што тоа представува едно знаменито прашање. Забележуваме дека списанијата за деца имаат исклучителна вруточна моќна силна енергија во рамките на реализацијата на воспитанието и образованието. Особено тоа што еве сме на дофат што го чини просветно дело со една ракатка списанија, со кои што се трасира историјата на македонските списанија за деца, за кои што јас во некои пригоди навестувам и покрај тоа што нам ни официјалниот податок од 1945 година, но некои записи укажуваат дека тоа го имаме уште во втората половина на 19 век преку Ефтим Пространов, следствено преку Христо Попсимов, исто така некаде во средината на втората половина од 19 век. Списанијата за деца мора да ги имаме во обзир како една моќно орудие, моќна алатка во рацете на реализацијата на креативната, на инвентивна, оперативна активност на воспитувачот, учителот, наставникот, професорот и така натаму. Мислам дека таа мисија што ја реализира просветно дело преку овој грст списанија представува исклучително важна мисија и таа представува една значајна компонента во реализација на секојдневните работни обврски. Почитуваните колешки говореа за одделни аспекти. Јас сакам да апострофирам, вие ќе имате можности да ја проследувате панорамата на списанијата за деца, за кои што ние не во толку, да речам, преапострофирана позиција говориме за литературни списанија. Сакајќи при тоа да апострофираме литературната присутност на творбите кои што се инсталирани во рамките на ваквите списанија. Јас нема да ќе се обидам заправо да не возобновувам некои аспекти што колешките претходно ги апострофира, но говориме дека сето тоа ќе оди преку доминантно преку литературни творби. Вие сте веќе практичари, зад вас се обемни искуства, нови сознајности, проширен е вашиот хоризонт на перцепција и на сознание низ практиката на енергијата што од себе зрачат литературните творби. Добро е сето тоа што го говоревме, но значи ли тоа дека секоја литературна творба
ослободува еднаков воспитно-образовен енергенс кој што може да се преточи во рамките на наставата или воспитанието што го реализираме. А забележавме веќе дека литературната творба со своите рефлексии се простира и во математиката, и во етиката, и во екологијата, и во историјата, и во биологијата, и во музиката, и во физичкото образование и воспитание. Речи си да нема област каде што ги гледаме импулсите кои што рефлектираат моćни пораки што одговорниот учител, наставник, воспитувач треба да ги реализира со методската единица. Ние имаме мноштво литературни творби, значи ли дека сите тие треба да бидат еднакво испрактикувани. Може да имаме стотина литературни творби со математичка конотација. Задачата од математика налага да се фрли поглед, око и избор на онаа творба која што ќе биде едновремено најцелисходна, највносна, најдоходовна во рамките на активноста или наставната методска единица. Но од книжевен аспект ние предполагаме дека таа не смее да биде порозна, таа не смее да биде на линија на, да речем, прозирност, таа не смее да биде без уметност, без книжевни вредности. Од тука она што сакам да го нагласам за списанијата што се продуцираат во рамките на просветно дело е нивното исклучително усетно внимание. Секоја литературна творба која што ќе биде воведена, вложена, инсталирана во рамки на било кој од овие списанија, да биде на рамниште на уметноста, на книжевните вредности и атрибути и се разбира таа да биде во моćна, зрачна енергија на испорачување на другите воспитно-образовни интенции за кои што говореа пред малку колешките. Сакам да укажем и на една друга работа. Литературната творба што ќе биде предмет било во кое списание мора да дава мотивирачки можности за дополнителна креатолошка инвенција на воспитувачот, на учителот, на наставникот. Таа е дадена во една сурова материја. Ние имавме можност претходно на почетокот воведно да проследиме врз стихови на големиот Видое Подгорец како се проигрува модалитетот на рефлексијата на зборовите. Значи, литературната творба мора да отвори простор за дополнително креатолошко творење. Јас сум застапник и посветеник на моćната енергија што има и воспитувачот и учителот, кога може да скрои од 3 или 4 литературни творби да сочини еден драмски текст, за да прозвучи неговата творечка инвенција, за да може се разбира во секоја пригода она што останало недомоделирано од авторот, се разбира соодветно еквивалентно на целната задача што имаме, тоа да го направи и самиот деец, воспитувач, учител, професор и така натаму. Збороречитоста за која што во различни пригоди имаме можности да ја проследуваме. Знаете, авторот во дадени моменти заплиснат од наездите на неговиот творечки импулс, може би некаде и од повеќе напластил одделни зборови кои што вам ви стрчат, не ви се подобни и ви ја подариваат моćната ефектива што сакате да ја остварите. Воспитувачот, учителот, се разбира, деецот ќе биде тој кој што ќе треба во рамките на литературната творба која сака да ја стави во оптикумот на својата актива, да ја домоделира, да ја исчисти евентуално од некои неподобности и врз неа да ги постави своите концепции за реализација на воспитната или наставната задача. Имаме еден исклучително историски мисионерски продукт на она што го чини просветно дело со своите списанија. На нас останува умислено, творечки, соодветно, стручно и професионално. Да може да ги раздиплиме зборовите и стиховите што ни се дадени во литературните творби и да ги разграниме на различни притоки. На притоката и на утоката, на истоката која што ја храни математиката, екологијата, географијата, математиката, музичкиот контекст и така натаму. Но тоа може да го чини само литературна творба која што е на рамниште на своите висости. Се едно, дали таа ќе биде од народната или од современата литература. Разбирливо и респектно, дали таа ќе биде од домашната македонска и многојазична и тријазична литература или ќе ги има светските книжевни координати. Нам ни од интерес литературна творба која што ќе дава можности за едно квалитетно, творечко и репродуцирање
и реализирање и обсервирање на поставената задача. Она што нам ни паѓа во очи кога правиме вакви анализи и покрај тоа што тоа може да го наблюдуваме од различни аспекти е потребата од постојано иновирање и будно зголемување на интензитетот на осознание на литературната творба. Дали таа со некои своји рефлексии може да ни ги помести нашите начални размисли или таа ќе ни ги даде вкупните благодети. Ете во тој домен сакам да го подзаокружам овој пристап со кој што ги на еден или на други начин уточнуваме и интегрираме размислите кои што во оваа пригода во рамки на олкав временски интервал можевме да ви ги предочиме. Но мислам дека тие сепак зрачат со својата енергија и импулсираат сознајности кои што представуваат возобнова на осознаеното или можеби некои нови распластени межници кои што вам ќе ви дадат проширен сознаен хоризонт во оваа смисла. Ви благодарам. Му благодариме на господинот Спасевски и за самиот крај Ксенија Маказлива-Трајчева. И за самиот крај, едно големо благодарам што денеска бевте со нас, што останевте до крај со нас. Знаеме ние дека вашите обврски се големи, но уште подобро знаеме дека ликот и делото на Видое Подгорец е најголемо и најзначајно за нас. Токму затоа и го посветивме оваа внимание во негова чест. Јас како одговорен уредник во редакција Детска радост при просветно дело, не ми останува ништо друго освен да ветам дека ќе го следиме тој пат што Видое Подгорец го трасирал како наш колега. Јас имав можност кратко да работам и соработувам со него, меѓутоа со сите писатели кои што значат име и презиме во македонската литература за деца, имав можност да соработувам како нивен соработник, а сега веќе и како уредник. Многу треба да бидеме внимателни во изборот на литературните прилози кои што ги приложуваме на нашите деца, особено во најмалата популација. Токму затоа списанието Росица води исклучително сметка што и како ќе пласира во однос на литература, во однос на стих, во однос на гатанка или драмски текст за најмалата возраст, затоа што критериумите се создаваат од мали нозе. Ова што оваа манифестација има за цел да регрутира и нови автори за деца, кои што денеска се гости на нашата манифестација, и не случајно завршувам со овој слайд кој што го гледате сега. Ова се стихови на Сузана Мицева, која што многу ветува, која што е од Струмичкото поднебје, тука е од Струмица и Димитар Алачки, тука сум еве и јас која што пишувам раскази за деца. Веројатно воздухот во Струмица е таков каков што е, па ете, не тера да твориме за деца. И благодарам денеска што бевте со нас. Вашите пријавни ливчиња оставете ги за да си ги земите вашите сертификати. Надвор се реализира работилница со деца, може да се придружите ако сакате, а сите заедно ве поканувам вечерва во 18:30 или 6:30 по нашки да бидете тука на свеченото отварање кое што ќе биде со гости како генералните директори од просветно дело магистар Павле Петров и Весна Дуковска, така и со представници од општина и сите наши кои што помогнаа Колит, Колешино и Јока да оваа манифестација биде таква каква што е. Ви благодарам уште еднаш. И само како појаснување, одиме со следната содржина, а тоа е работилница во која ќе бидат вклучени децата победници на овогодинешниот литературен конкурс Денови на Подгорец, кој издавачката куќа Просветно дело го организираше со денешната манифестација. На конкурсот пристигнаа околу 600 творби од цела Македонија, а најдобрите се денес гости на градот Струмица. Имајќи во предвид дека вистинските вредности се стекнуваат од мали нозе, ова работилница со писателите за деца има за цел да им помогне да ги препознаваат и стекнуваат високите литературни вредности. Повелете во фоеето на Центарот на културата одблиску да ги запознаеме потомците на Видое Подгорец, писателите за деца и децата кои умеат да творат. Ви благодарам. Благодарам.